Добра вечер во дневникот на КТВ, 20 февруари 2026. По примерот на големите европски градови, Кавадарци ќе добие биопазар. Градежните активности напредуваат, а увид извршија градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот доктор Стојан Чорамов. Морам да потенцирам на самиот почеток дека овој пазар што денеска го доградуваме и е направен 2018-2017 година на крајот као алтернативен пазар на стариот градски пазар се до изведба на сегашниот градски пазар кој што има модерен карактер и европски критериуми. Меѓутоа уште тогаш се водеше план за да ова биде функционално и не ги фрлиме непотребно средствата. Значи дел од подлогата се искористува и тука се доградуваат 15 објекти. Сите ќе бидат со еднаква површина, вкупна површина на 15 објекти е 508 метри квадратни, че имаат санитарен чвор по ХАСЕП стандарди. Вкупната инвестиција е околу 500.000 евра од владата на Република Македонија, донација за општина Кавадарци и тук ќе добиеме биоеколошки пазар. Токму она што еден модерен град или град со европски терк би кажал и во денешното живење би имал еколошки пазар. Значи тука би се продавало продукти и артикли произведени на територијата на Македонија или на Кавадарци кои што имаат сертификат за еколошки производи. Можам да потенцирам, да речеме, не знам, може би грозје, маџун, рашели, мигдали, путер и се што на еколошки што има сертификат. Така да тука кога се пазари, ќе ставите дека пазарите биолошки, односно еколошки продукти или храна, ќе биде под јавното предпријатие комуналесно стопанисување. Овие објекти нема да имаат можност за друга намена, освен за конкретната намена која што ја кажавме и че имаат работно време секој работен ден или и недела, вклучувајќи во тие работни денови. Така да еве во овој нов центар од градот ќе добиеме таков еден биоеколошки пазар, што мислам дека луѓето и од регионот би доаѓале за да си купуваат производи кои што ќе бидат одвоени од секојдневието, односно ќе бидат со сертификат за еколошки производи. Бенефитот што ги имаат жителите на општина Кавадарци, а оние кои што го произведуваат тој производ, ќе имаат токму можност по символична цена да закупат простор и да ги продаваат нивните производи. Она спирала би рекол на доградување на цена. Примерно ако треба собствените производи од индивидуален производител или земјоделец со сертификат за еколошки производи да ги однеси во маркет или во друг комерцијален објект, маржите се зголемуваат можеби со 30-40%, а тука може да се има пониски цени за исти производи еколошки за да ги добиваат нашите сограѓани и нормално тој е зголеми малку и нивната продажба, а дадем една сигурност за развој на земјоделието и за автентичноста и она што општина Кавадарци го има во делот на самата околина, лозарството, воштарството, зеленчукот и се друго. Модерниот стил на живот и на живење нормално има потреба и од следење на тој тек. Општина Кавадарци активно се вклучува во тој модерен начин на функционирање на нашите кавадарчини. Една од тие карики на општеството во нашите Кавадарци е овој биопазар. Како што спомни градоначалникот, од вториот повик на влада на Република Македонија преку унгарскиот заем 20,5 милиона денари во 500 квадрати, 15 единици, каде што лиценцираните компании од тиквешијата кои имаат производство на органско производство ќе можат да го изложат своите продукти за нашите кавадарчини и околината. Тоа што ме прави посебно горд е дека локацијата на овој биопазар е на едно суштествено важно место за Кавадарци во наредните 2 до 3 декади. Зошто? Заради тоа што овој центар доживува експанзивна градба. За нашите гледачи во близина се наоѓа значи и Lidl, во близина се наоѓа Little America, нашиот нов мол, пионерски младински се градат, така да овој дел од општина Кавадарци во наредните декади ќе биде сигурно многу посетено место. Една масивна урбанизација во изминатите години во овој дел на градот и сметам дека ќе биде наша гордост. Токму во тој правец, бидејќи ќе имаме прилично посетености од околните општини и на територијата на Република Македонија, токму на овој дел од градот, сметам дека биопазарот има суштествена важна локациска положба во општина Кавадарци. Тоа ќе биде во однос на посетеноста, а во однос на изложувањето ќе овозможиме преку сите наши кавадарчини, бидејќи потекнуваме од Лозарско-Воштарски крај, да преку нивните лиценцирани продукти на органско
производства да го доближиме до модерниот стил на живење на нашите жители во општина Кавадарци. Сметам дека тој тренд на модерно, на урбано го следиме и во однос на тој дел заедно со нашите кавадарчани сметам дека сме на прав пат. Нивните потреби да ги следиме, а воедно да бидеме и горди за тоа што ние сме го направиле, бидејќи биопазарот е нешто ново што општина Кавадарци го направи мимо новиот затворен пазар кој е под стопанисување јавното претпријатие Комуналец, така да со овој биопазар би го затвориле функционалноста на производството и доближување на двата биопазарот и затворениот и отворениот пазар кон нашите сограѓани на територијата на општина Кавадарци. Преку хуманитарната работилница организирана во рамки на новогодишната програма со вклучување на сите основни училишта и детската градинка Рада Поцева, општина Кавадарци обезбеди 2 клима уреди за детското оделение при јавната здравствена установа Општа болница Кавадарци. Со оваа донација придонесуваме кон подобри услови за предстој и закрепнување на децата, продолжувајќи ја нашата континуирана поддршка кон здравствените установи и унапредување на квалитетот на животот во заедницата, велат од локалната самоуправа. Новите правила за субвенции ќе ги погодат малите лозари, рече во емисијата Агроспектар на КТВ професор доктор Ристо Вучков. Секој квадрат површина обработлива, добра, квалитетна од земјоделски производители, да се мотивира да се претвори во творец на храна, оние, знаеме, како што рековте и сами, голем дел од производителите имаат помали површинки. Од браќа делени, своји површинки и така натаму. Наместо да се мотивира да секоја површина биде творец на храна, да се мотивира, тука тие се анулирани по однос на оние на кои им се даде во формата на Свето Јановски, му се даде Кавадарци со 1000 хектари, на Струмица се даде на Балтовски, и ред други бедни работи со приватизација што им се даде, тие ќе и користат субвенциите, ве молам. Значи, со еден збор, тоа недообјаснување како се размислува. И луѓето кои имаат помали површини, дигат раци, велат, чим не сакат, нема да произведувам. Значи, нека дојде до укрупнување на ситните. 4-5 декари кои имаат 10 души да се направи блок, секој да си го има својот дел и да произведуваат заеднички, економски оправдано, квалитетно и по стандарди и со стручност. Тоа да, но таков начин земјоделецот го има сватено како демотивација. Зошто? Субвенциите да паднат во раците на оние газди кои им е дадени комбинати цели, 1000 хектари површини, и тие со тие пари манипулираат каде што земјоделието страда. И сме дојдени до тој просијачки стап, каде што делува смешно соработка некоја со Америка и така натаму, ние ќе извезуваме храна. А сега нема да мини ни месец дена, ние пак ќе треба да собереме најмалку 1 милијарда пак за увоз на храна. СВР Велес апелира граѓаните да бидат внимателни на измами. Вчера во Неготино регистрирани 2 нови измами. СВР Велес предупредува дека граѓаните треба особено да внимаваат при комуникација со непознати лица и да ги пријавуваат сите сомнителни случаи во најблиската полициска станица. Во текот на вчерашниот ден во ОВР Неготино се регистрирани 2 случаи на измами, при што 2 лица биле оштетени за 3000 и 4000 евра. Полицијата посочува дека најголемиот дел од измамите се реализираат преку телефонски повици, кога непознати лица се представуваат како лекари, полициски службеници или други авторитети и тврдат дека блиски членови на семејството се повредени и потребни се итни пари за наводни оперативни зафати. Од почетокот на неделата регистрирани се и повеќе неуспешни обиди за измами, при што побараните суми достигнали до 35.000 евра. Полицијата најавува продолжување на активностите за расчистување на случаите, како и засилени превентивни мерки, особено за заштита на повозрасната популација, која е најчеста мета на измамниците.
ОВР Кавадарци до основното јавно обвинителство Кавадарци поднесе кривична пријава против СН 29 години од Росоман поради постоење основи за сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, казниво по член 353 од Кривичниот законник. Во периодот од август 2024 година до септември минатата година, СН во својство на градоначалник на општина Росоман во два наврати ги пречекорил границите на службеното овластување и од буџетот на општината противправно прибавил парични средства во вкупен износ од околу 500.000 денари, кои биле присилно наплатени од извршител за личен долг на СН, информираат од СВР Велес. Со реакција се огласи и поранешниот градоначалник Николов. Тој во целост ги демантира наводите во пријавата, нарекувајќи ги политички мотивиран напад. Николов тврди дека во неговото работење немало злоупотреба на службената положба, ниту пак противправно прибавување парични средства на штета на буџетот. Наводите во пријавата ги демантирам во целост. Од моја страна не е направена злоупотреба на службената положба и овластување. Нема злоупотреба на јавните средства и нема оштетување на буџетот на општина Росоман, стои во неговото соопштение. Поранешниот градоначалник смета дека е жртва на медиумски линч, кој според него бил инициран од одредени структури со цел да се наруши неговиот углед. Тој најави дека неговата невиност ќе ја докаже преку институциите на системот. Николов потенцира дека располага со целосна документација која ќе ги побиела тврдењата на истражните органи и истата ќе биде предадена на надлежните служби. Освен демантот за кривичната пријава, Николов најави и правна офанзива против медиумите и поединците кои според него изнесувале невистини и навреди. За јавните навреди упатени кон мене од одредени портали и поединци ќе биде поднесена соодветна пријава, децидене Николов. Во библиотеката Феткин Кавадарци одржан меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Кавадаречките средношколци покажаа дека јазикот и дијалектите се непроценливо богатство на една нација и се потврда за идентитетот на еден народ. Секој човек може да зборува и да твори на јазикот кој што го сака, посебно на неговиот мајчин јазик. Се вели во Декларацијата за културна различност и лингвистика, која што УНЕСКО ја донесе во 1999 година. Почитувани, добре дојдовте на настанот по повод 21 февруари, меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Како и секоја година, библиотека Феткин оваа година ќе го прослави овој ден, оваа година заедно со учениците од Средното земјоделско и шумарско училиште Ѓорче Петров од Кавадарци и гимназијата Добри Даскалов. Во 1999 година, како што кажав, УНЕСКО ја донесе Декларацијата за културна различност и лингвистика, која што всушност 21 февруари го прогласува за Ден на мајчиниот јазик. Овој ден е прогласен за Ден на мајчин јазик поради убиството на студентите кои што во 1952 година протестирале затоа што нивниот бенгалски, односно јазикот на Бангладеш не е прогласен за официјален јазик. Го гледате дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Германија донира 600.000 евра опрема за Министерството за внатрешни работи, моторни возила, термовизијски камери, софтвери, специјални возила за воздухопловната единица. Германската подршка е силна потврда за партнерството во борбата против организираниот криминал и заштитата на границите, вели министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Денес сме собрани во Министерството за внатрешни работи за да ја одбележиме една значајна точка во нашата соработка со Сојузна Република Германија. Оваа церемонија не е само формално примопредавање на донации, таа е и символ на доверба, партнерство и заедничка посветеност кон безбедноста и стабилноста. Во изминатите години Министерството за внатрешни работи имаше чест да добие континуирана поддршка од германската страна преку донации и обуки. Денес, со вкупна вредност од околу 600.000 евра,
Ја примаме опремата набавена во 2024 и 2025 година, која ќе биде од суштинско значење за нашите служби. Оваа опрема, која се состои од моторни возила, термовизиски камери, компјутери, софтвер, специјализирани уреди за проверка на документи и специјални возила за воздухопловната единица, представува конкретна и практична поддршка за сите наши структури. Таа ќе ја зголеми ефикасноста на одделот за гранични работи и имиграции, ќе ја зајакне борбата против трговија со луѓе и криумчарење мигранти, ќе ја подобри криминалистичко разузнавачката анализа и ќе овозможи посовремени форензички испитувања. Поважно од самата опрема е пораката која што ја носи оваа донација, а тоа е дека Германија и Македонија стојат рамо до рамо во заедничката борба против организираниот криминал, во заштитата на нашите граници и во обезбедувањето на сигурноста на македонските граѓани. Соработката меѓу нашите институции не се мери само во материјални средства, туку и во знаење, искуство и доверба. 6 обуки кои што беа организирани за нашите службеници се доказ дека ова партнерство е насочено кон долгорочна изградба на капацитетите и професионализација на македонската полиција. Дозволете ми да изразам огромна благодарност до сојузната полиција на Германија, до амбасадата на Германија, лично до амбасадорката од Германија во Скопје, до сите оние кои што придонесоа оваа соработка да биде таква каква што е, а таа секако е многу успешна. Вашата поддршка е доказ дека меѓународната солидарност и партнерство се клучни за справување со современите безбедносни предизвици. Убеден сум дека оваа соработка ќе продолжи да се развива и во иднина, носејќи нови можности за зајакнување на нашите институции и за унапредување на безбедноста во нашата земја. Меѓуграничната соработка во меѓу нашите две држави има долга традиција и еве веќе 6 години како имаме ние канцеларија за врски тука. Во изминативе години светот се соочува со се повеќе геополитички предизвици и несигурности, па затоа ние имаме потреба како Европа потесно и повеќе да соработуваме заедно и да правиме повеќе инвестиции за да во безбедноста за да можеме да обстоиме и во иднина. Одговорноста за безбедноста во Европа не е само прашање на одбраната и на надворешната безбедност, туку е и прашање и на внатрешната безбедност. Без внатрешна безбедност, без внатрешни безбедни граници не може да ја гарантираме стабилноста. Токму поради тоа соработката со граничната полиција ни е особено важна, а техничката опрема ќе ги прошири капацитетите на македонската гранична полиција во борбата со организираниот криминал, со нелегалната трговија со луѓе и со илегалната миграција. И ова јакнење на тукашните капацитети е во интерес на сите нас европјани и ние јакне Европа како така. Многу ме радува што денеска можеме тука да сме заедно во една доверлива и колегијална атмосфера и особено сакам да изразам благодарност до сите оние кои што секој ден се залага за заштита на населението, за заштита на граѓаните, а и ве уверувам дека Германија ќе стои на страната на Северна Македонија и во иднина особено во безбедноста. Синдикалната минимална кошница за месец февруари достигна 67.380 денари, информира председателот на ССМ. Тој нагласи дека за 2 месеци веќе било изедено најавеното усогласување на минималната плата. Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец февруари повторно е зголемена и тоа за 969 денари. Истата изнесува 67.382 денари. За 2 месеци од почетокот на годината веќе го изеде најавеното усогласување на минималната плата која функционерите сакаат да им го дадат на работниците за 1500 денари, односно вредноста и секое семејство на работниците е посиромашно за 2000 денари за само 2 месеци. За 24 месеци, односно онолку време колку што одбиваат да зголемат минималната плата, вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за повеќе од 10.000 денари и затоа, наместо да се препукуваат на грбот на работниците во парламентот
и политичките партии да застанат со нив, да изгласаат новата минимална плата која треба да изнесува 600 евра и да ги зголемат сите останати плати за најмалку 6000 денари, затоа што животот очигледно е дека само за функционерите и за газдите е добар во Македонија, додека работниците тонат во сиромаштво. Парите што ги планираа за нов авион, владата да ги пренамени за минимална плата од 600 евра, порачаа денеска од опозиционата СДСМ. Време е да се укине луксузот на власта, работниците да добијат достоинствени плати, какви што и заслужуваат. Бараме парите што власта ги планираше за нов авион да се пренасочат за минимална плата од 600 евра за сите работници. Нема повеќе оправдувања дека нема пари. Имало пари за нов авион, имало пари за мебел, за уредување кабинети, за автомобили, нека направат ребаланс на буџетот и да ги пренасочат парите за плати. Тешкото секојдневие, високите сметки и цените на храна ги доведоа работничките семејства на работ. Тие не можат да врзат крај со крај. Над 200.000 работници имаат плати под 30.000 денари, а синдикалната месечна кошничка е веќе 66.000 денари. Не стигаат платите за ништо. Со минимална плата не можат да ги покријат основните трошоци, а нивниот труд останува подценет. Со носење на економски работници, цената на трудот, владата дополнително ја намалува. Затоа работниците се приморани да протестираат на улиците. За достоинствени плати, за достоинствен живот, за корка леп. Додека пак Мицкоски се луксузира на сметка на народот и си оди на море со владиниот авион со часовници од 60.000 евра. Уште им порачува на работниците дека платите им се добри, затоа што смета дека толку и работеле. Доста е луксус врз грбот на народот, доста е расфрлање со милиони, авиони, мали, големи. Законот за минимална плата, поднесен од пратеничката група на СДСМ и коалицијата, е на дневен ред во собранието. Прифатете го. Направете ребаланс, парите за нов авион пренасочете ги за минимални повисоки плати. Без изговори, без калкулации, работниците да добијат плати какви што заслужуваат. Ви благодарам. Ново сведоштво за политичкиот прогон врз ВМРО ДПМН. Разрешен судија поради неусогласеност со СДС и ДУИ прес конференција на портпаролот на ВМРО ДПМН. Ново сведоштво за притисоците и уцените на власта предводена од СДС и ДУИ кон правосудството, како и ново сведоштво за политичкиот прогон кој се водеше кон поранешни функционери на ВМРО ДПМН. Поранешниот судија на Врховниот суд, Ристо Катевеновски, во гостување на подкаст на една од социјалните мрежи, сведочи дека откако одбил да донесе мислење за одреден случај како тогашен судија во Врховниот суд, за кој според него немало никаква основа да се донесе позитивно мислење, утреденда поради непостапување бил разрешен. Имено станува збор за случајот во кој поранешната министерка за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, за која според Катевеновски била осудена поради политички причини, а не правни последици. Катевеновски вели дека во 2019 година го добил случајот од поранешното СЈО за кој требал да даде мислење, но како што вели тој, немало никаква правна можност, ниту пак некакво кривично дело за да даде позитивно мислење за случајот. Откако тој оставил време да се разговара за судскиот случај со колегите, затоа што не сакал да избрза со одлуката, на него не му останало многу време. Туку веќе утредента судскиот совет го разрешува Катевеновски. Тој за неговото разрешување ја посочува директно тогашната влада на СДС и ДУИ. Почитувани граѓани, секојдневно се зголемува бројот на луѓе кои сведочат за притисоците кон правосудството во Македонија. По Лейла Кадрију, сега еве и поранешен врховен судија, отворено говори за начинот на кој СДС и ДУИ, начело со Зоран Заев и Али Ахмети раководеа со државата. Закани, уцени и притисоци. Ако си против нив, или те разрешуваат, или те пикаат во затвор. Ова не смее да продолжи. Реформите продолжуваат, а одговорност ке има.
Извештајот на Вајц е нова потврда. Власта ја турка Македонија во изолација, рече портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска, одговарајќи на новинарско прашање. СДСМ уште вчера го коментираше токму извештајот на Вајц и извештајот на известувачот за Северна Македонија во Европскиот парламент е уште една потврда на она што СДСМ со месеци впрочем и го говори. Македонија е заглавена, реформи нема, процесот на пристапување кон Европската Унија е сопрен, власта дефинитивно ја турка земјата во изолација. Цитирам, процесот на пристапување е сопрен. И ова не е оценка на опозицијата, туку официјален став токму наведен во овој извештај. Во документот јасно се наведува дека нема напредок во владењето на правото, правосудните реформи и борбата против корупцијата и пораката од Брисел дефинитивно е јасна, проширувањето може да се забрза, но само ако има вистински реформи и владење на правото. Корупција и криминалот гледаме дека секојдневно цветаат во Македонија и секојдневно сме сведоци на криминални тендери, зашто и ние како опозицијска партија СДСМ веќе известуваме јавноста, а гледаме и целосен молк токму од надлежните институции кои што треба и да постапат токму по овие информации кои што се соопштуваат во јавноста. Она што го гледаме наместо реформи, владата намерно гледаме као отвара и кавги со соседите за да ја оправда изолацијата и да ги блокира преговорите и води дефинитивно анти-ЕУ кампања со обвинувања дека Европа е виновна. Следуваат информации од спортот. Последно коло од регуларниот дел на сезоната за ракометарите. Тиквеш утре му гостува на Бутел во надпревар во кој скопјани мора да победат за да играат во плейофот. Овој викенд во машката ракометна Суперлига ќе се одиграат средбите од редовното 22 коло, последно од регуларниот дел од сезоната. По одигрувањето на средбите од ова коло, екипите ќе се поделат во два сегменти – плейоф и плейаут. Всушност, 22-то коло стартува веќе денес, и тоа со средбите Прилеп-Радовиш, каде прилепчани се апсолутни фаворити, а во вториот надпревар во Куманово, истоимената екипа ќе го нагости актуелниот шампион Еврофарм Пелистер. Во сабота, Еврофарм Пелистер 2 едноставно мора да победи во дуелот со Струга. Во дербито на колото, Алкалуид го пречекува Вардар, зашто подобра стартна позиција во плейофот. А во најинтересниот надпревар на колото, Бутел ќе го нагости Тиквеш. На Бутел му треба победа за пласман во плейофот, а кавадарчани местото меѓу 6 најдобри веќе го обезбедија во минатото коло. Кикс на Бутел чекаат Еврофарм Пелистер 2 и Прилеп. Во последниот надпревар од ова коло, Пролет, во вторник, 24 февруари, ќе го пречека Охрид. Во Македонска Каменица ќе се одигра финалниот турнир од женскиот кошаркарски куп. Баскет Кам, МЗТ и Паланка Бадел се полуфиналните двојки кои ќе се обидат да стигнат до 34-тиот трофеј во ова надпреварување. Од утре во Македонска Каменица стартува финалниот турнир од националниот кошаркарски куп Благоје Гергиевски Буштур во женска конкуренција. Купот во женска конкуренција се игра од 1993 година, прв освојувач е екипата на Симекс од Скопје. Од тогаш до денес се одиграни 33 изданија, во 2020-та купот не се одржа. Вигор Скопје е најтрофејниот клуб со 9 титули, а Кимико од Струга има 4 титули во серија од 2003 до 2006 и се единствен клуб со 4 последователни куп трофеи. Екипата на Бадел играла 6 последователни финалиња и во тие 6 години освоиле 3 титули. Освен Скопје и Кавадарци, Делчево и Гевгелија имаат по 3 организирани финални турнири, што покажува дека купот се движи низ цела држава. Во последните 10 години трофејот го освоиле 4 различни клубови – Бадел, Вардар, Баскет Кам и МЗТ Скопје. Во првото полуфинале ќе се сретнат домаќинот Баскет Кам и екипата на МЗТ.
Баскеткам веќе има 3 куп трофеи и актуелен шампион и лидер на табелата, што му ја носи и фаворитската улога во овој дуел. Тие во своите редови го имаат македонскиот троец Сања Адамовска, Цветанка Димова и Ивана Кметовска, што значи дека квалитетот, искуството и тимската игра се на нивна страна. МЗТ пак играта е подпирана Кристал Корли и Вања Милосављевиќ, но во купот се играат 40 минути во кои се пишува историја. Во второто полуфинале ќе се сретнат Крива Паланка и Бадел. Екипата од Паланка е единствениот македонски представник во АБА-2 лигата и претендент за највисок пласман. Меѓутоа, нивната игра се заснова врз извонредните Аби Ние Хуес и Деја Грин, додека Бадел се подпира на тимската игри, во своите редови ги има Марија Николов, Јована Петрушевска, Ива Чолаковска и Зара Стојковска, кои подпомогнати од Линдзи Клиери можат секому да му ги замрсат сметките. Полуфиналните средби се играат во сабота, а финалето е во недела 22 февруари. Утре се игра првото пролетно коло во втората македонска фудбалска лига. 10 и повеќе екипи стравуваат за место во оваа конкуренција за следната сезона. Утре сабота, 21 февруари, продолжуваат надпреварите во втората македонска фудбалска лига. Второлигашите ќе ги одиграат средбите од 18-тото коло, кое носи неколку интересни дуели. Есенскиот шампион Охрид календарската година ќе ја започне во Струмица, на гостувањето кај засилената Беласица. Во Радовиш, Детонит Плачковица го пречекува Фенерџијата Големо Конјари. Слога во Виница ќе го пречека Скопје во обидот да бара бодови за спас, но тоа нема да биде нималку лесна задача, бидејќи Скопје претендира за самиот врв. Шкендер Рачинова е апсолутен фаворит во дуелот со Преспа од Ресен. Во пресметката на истокот, Осогово во Кочани, ќе ја нагости Саса од Македонска Каменица, а Прилепска Победа, која е во големи проблеми, ќе го нагости тимот на Новаци. Најинтересно се очекува да биде во Гевгелија, каде Кожув ќе ја пречека Штипска Брегалница. Штипјани само со победа остануваат во трка за врвот, а Кожув бара бодови за излез од опасната зона. И во последниот надпревар, Тетекс во Тетово ќе биде домаќин на Вардар од Неготино. Бодовите се многу важни за двете екипи, а на неготинчани им гори под нозете и едноставно мора да одат на позитивен исход во овој дуел. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, наместа ќе има услови за провејување на слаб снег, ќе дува умерена долж по Вардарието засилен ветер од северен правец, наместа над 60 км на час, а температурата ќе се движи од 4 до 9 степени. Това беа содржините во дневникот на КТВ. Благодарам што бевте со нас, имајте пријатна вечер.